Ова вечер ми е особено драга, бидејќи на едно место се собравме толку драги луѓе, голем дел од вас познавам, дел запознав низ процесот на барање на луѓе што ќе учествуваат на овој настан и особено ми е драго за тоа. Се викам Јулијана Талеска и сум наставничка по македонски јазик во основното училиште Климент Охридски, училиштето кое што всушност го организира овој настан. Ете, може би вака е подобро да се видиме. Добре. Значи, оваа средба во оваа средба не има од различни градови, дури имаме и една представничка од Република Србија, и тоа го прави овој ден, односно утрешниот ден, денот на мајчиниот јазик, уште поубав за празнување. Би сакала најпрви да кажам неколку зборови за празникот, па потоа ќе дадам збор на една драга личност да го отвори ова што го имавме замислено. Мајчиниот јазик е јазик кој си го научил прв. Јазикот на кој наједноставно се изразуваш. Јазикот на кој што зборуваш кога си полн со емоции. Меѓународниот ден на мајчиниот јазик почнува да се празнува во 1999 година. Мотивацијата за тоа прославување е немилиот настан во Бангладеш, во кој многу луѓе ги изгубиле своите животи, борејќи се за својот мајчин јазик. Славењето на денот на мајчиниот јазик би требало да не потсети за грижата за својот јазик, но и да ни каже за присуството на другите јазици и за должноста тие да ги почитуваме и да ја промовираме лингвистичката разновидност и повеќејазичност низ светот. Основната функција на јазикот е општењето меѓу луѓето во една човекова заедница. Секоја култура има јазичен систем кој овозможува меѓусебно комуницирање меѓу луѓето. Јазикот ги отелотворува вредностите и значењето на самата култура, го означува човековиот културен идентитет. Тој има големо влијание врз нашата перцепција и како ние се изразуваме за она што го гледаме. Од тука јазикот, како основно средство за комуникација, е дефинирачка карактеристика на една одредена културна популација. Заедничкиот јазик не е само знак за општествен идентитет, туку е и означувач на заедничката историја, обичаите, верувањата и вредностите. Јазикот е од една страна едноставно, од друга страна сложено средство за комуникација. Едноставноста ја поврзуваме со способноста за секојдневно комуницирање со средината во која што живееме, а сложеноста пак со познавањето на јазичните законитости. Некои од нив ги стекнуваме спонтано, а додека за другите треба да се потрудиме да ги совладаме. Да го негуваме нашиот јазик со тоа што ќе го научиме. Сакајќи си го својот јазик, ќе ги сакаме и почитуваме и другите јазици. Секој јазик е нечиј мајчин јазик. Ете така, тоа го имав спремено малку да го направиме целиот овој чин посвечен. И сега, кога правиш некое поетско читање, ред е тоа да му го дадеш да го отвори и да го спроведе еден поет. А јас не сум многу по поезијата, така што би сакала пред да го повикам нашиот поет, гостин, би сакала да кажам неколку збора за него. Се работи за Филип Димковски, кој е наш македонски поет, новинар и преведувач, роден е не толку далечната 1995-та. Добро е што јас не треба да ги кажувам моите години, што никој мене не ме представува. Автор е на неколку прекрасни книги, најхранливи зборови од детска душа дарови, Божилак на исконот, Заедно да раснеме, Во градината има само љубов, и каменот има душа, и овоше и зеленчук, и нешто се крчка, ама нема да кажуваме сега, а во главата се крчкаат еден куп работи кај него.
Тој е долгогодишен соработник на додатокот за деца Колибри во нашиот најстар весник Нова Македонија, исто така и преведувач од хрватски, српски, бугарски, руски на македонски јазик, препел над 300 песни, стихозбирки, драмски текст и еден роман. Добитник е на наградите Книжевно перо на Хрватското книжевно друштво Сима Цуцич на Банатскиот културен центар, но за она што јас особено се радувам е неговата престижна 3 ноемвриска награда за афирмација на македонскиот јазик и образованието, и затоа Филип е и онај човек кој што е најзаслужен ова да го овој настан да го води. Сега се тоа можете да го најдете на интернет и да го прочитате за него, но она што не можете да го најдете и не го знаете ако не го познавате е дека е многу добар другар и дека не знае да каже не на сите работи што ќе ги измислам јас и што ќе му речам да дојде и да учествува. И секогаш е полн со идеи, весел е и освен што е љубител на зборот, тој ја сака и нашата планета Земја и многу добро има соработка со земјата, со она вистинска земја која што раѓа. Значи, освен што раѓа зборови, Филип раѓа и многу плодови од земјата и знае како тоа да го направи на вистински органски начин. И така што кога ќе ги поврзите двете работи, на вистина, ако не го познавате човеков, треба да го запознаете. Сега јас тука прекинувам и баш ми е драго дека си ја завршив мојата работа. Ќе се скријам и ќе го оставам Филип да почне со настанот. Се надевам дека сите ќе уживате. Филип, повели. Добро вечер на сите и од мене. На наставничката Јулијана Талеска и благодарам што го организира овој настан. Секако и до училиштето и до овие убави зборови упатени кон мене и за мене. А јас сум среќен што иако вака онлайн на овие екрани гледам убави глави, луѓе кои се собрале на едно место да му оддадат почит секој на својот мајчин јазик. Ако доволно не го познаваме собствениот мајчин јазик, го немаме она чувство да знаеме да го почитуваме и да го цениме туѓиот јазик. Затоа мојата порака е секогаш дека мора од ден во ден се повеќе да се го учиме мајчиниот јазик, со тоа уште повеќе да го засакаме и само така ќе ги почитуваме и цениме другите јазици и другите култури. И токму затоа овие настани се добре дојдени. Минатата година наставничката Јулијана организираше ораторска вечер исто вака онлайн. Еве, овој пат тоа е избор поезија. Па кога веќе станува збор за поезија, ова наше дружење ќе го започнеме со една песна на нашиот голем македонски поет Гане Тодоровски, која се вика Македонскиот јазик. Се роди ти во злодоба, во мрак, за да те препознаеме ко сјаен Божи. На повидок од долги векови глувотија се откорна ти како борбен вик на востанатиот наш бунтовник, што прв ја презре робската мирнотија. Нисташачки се раздипли в клет збор, закременен и скорав непокор, ко завет свет на тие што не родија. Се усетили навредени клет, со судба горчлива на вечно прогонет, та стана војник за слободија? Запелтече низ тетерав ти глас, се претвори во врла клетва в небичас, како болештина од рана лутозината, ти бигорлив, ти жуборлив, ти ромонлив, ти трепетлив, ти дарежлив, ти болежлив, ти возбудлив здив на татковината. И му станали недовршен грев на Миладиновци, на Джинот и на Прличе? Разнежнетост, достоинство, добрување?
За деда Цепенко виделина низ опак век, за Мисирков брег не стигнат, Грч горко река, во чинот свет на нашето зачнување. Те навредуваа и безочни и зли, ти токму тогаш се развиоре, се раскрили, накај слободата ни станати под кревање. Те псуваа, те одречуваа, не поверуваа дека корожба најмила ми те сочуваа галежно долгите векови на поревање. На Илинден се стори секавична вест. Крушевскиот се втисна манифест. За Делчев сплете на низ жални песни. В темно време бликна чункилач. На разден што се раѓа да стане толкувач на ден полн сонце и чудеснина. Ти на слободата и стана најскап дар. Громовно гргај низ грлата на пелистери шар, докај што бијат срца што те жедуваат. Не меѓеј в ширта своја до болка ќе те смири. Ќе ми те засолни коверен јатак пирин, да ти се изнаслушаат, да ти се нарадуваат. Липај со гурбетчиите што роден кат напуштаат барајки лепни светот непознат. Од пустине Америки до припекон Австралија, биди им жолчна клетва и пцост и благослов. Кога ќе си го задомат кај годе животот нов, ни старата песна душата нивна разжалија. И биди верен вардач на сиот народ наш, на молитва татковинска да прилегаш, за да се смири правта на сите што те сакале. Ти бакнеш брчка, благослов и бол. Ти преграб страсен, ти најлут алкохол. Ти воздишко низ која првпат сме заплакале. Гане Тодоровски. Ова би било за почеток на оваа наша дружба. Оваа песна навистина е една химна на нашиот јазик. И токму затоа кога ги носиме тие вредности, имаме срце да ги препознаваме сите други јазици и култури. А сега е време да ги слушнеме нашите ученици. Ќе започнеме со нашата прилепчанка, вредна глумица, талентирана рецитаторка, девојка која го љуби својот јазик и создава на него. Тоа е Марија Јовеска од Средното медицинско училиште Ѓорче Петров во Прилеп. Сега е чинам прва година, но љубовта кон јазикот и понатаму ја негува. Инаку е наставничка, односно е ученичка на нашата наставничка која го организира ова, на Јулијана. И Марија, да те слушнеме повели. Добра вечер на сите, се надевам добро ме слушате. Одлично те слушаме. Јас ќе ја прочитам песната Дожд од Блаже Конески. Неговото име кажува многу. Тој е нашиот кодификатор и татко на современиот македонски јазик и прекрасен поет. И токму затоа се решивме да читам негова песна. Дожд. Овој дожд што ромори цела ноќ во темницата и што во матно утро прави клобурци во вирчињата. Овој дожд по толку месеци суша, кога земјата пекаше за водичка, доаѓа најпосле како благодет и надеж за секоја тревка што никнува во пролетта и дури како благослов и смирување на душите по кои влакнести морници лазат. Овој пролетен дожд, овој дожд ќе ја ублажи можеби макар малку и омразата. Ви благодарам. Толку беше и Посакуваме дождот да ја избрише и измие омразата. Благодариме Марија за красниот почеток. Натаму ќе ја слушнеме Павла Радосављевиќ.
нејзиниот ментор е Стефан Дидула Јовановиќ и ни доаѓа од Заечар, соседна Република Српска. Значи слушаме поезија на српски, сроден јазик од истата група на јужнословенските јазици. Ајде да ја слушнеме, Павле. Стефан Раичковиќ е значаен српски поет кој творели за деца и за возрастни. Децата најмногу го сакаат заради приказните, песните и бајките кои ги посветил. Песната која ќе ја слушнете се вика Хвала сунцу, земји, трави. Хвала сунцу, земји, трави, хвала ваздуху што е плав, и хвала ево што имам говор, и гледам како мили мрав. Хвала срцу за бол, славља што го пробуди, и шум благ. Хвала свему што оставља по свету свем, у мени траг. И хвала овој лудој глави, о коју лупа простор сав. Хвала сунцу, земји, трави, хвала ваздуху што е плав. Благодариме, Павла, особено и за воведот на за што не запозна со авторот, сите да знаат и за каков автор станува збор. Сега ќе слушнеме и една песна на турски јазик. Неа ќе ни ја прочита Онур Хусеини, негова менторка е Бурчу Али од училиштето Мариф од Гостивар. Да слушнеме. Добро вечер на сите. Добро Јас се вечер. викам Онур, јас сум по втора година во училиштето, средно училиштето во Мариф и денеска го прочитам една песната во 35 годишна и потоа ќе раскажувам темата малце и потоа за поетот. Имам и музика, така? Точно. Овели. Благодарам. Otuz yaş şiiri. Yaş 35, yolun yarısı eder, Dante gibi ortasındayız ömrü. Delikanlı çağımızdaki cevher, yalvarmak, yakarmak, nafile bugün, gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz? Yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Zamanla nasıl da değişiyor insan? Hangi resmime baksam ben değilim. Bu güler yüzlü adam ben olamam. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız, hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız, dostlarla da yollar ayrıldı bir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insana boğar, ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Ayva sarınar kırmızı sonbahar, her yıl biraz daha benimsediğim. Ne dönüp duruyor havada bu kuşlar? Nereden çıktı bu cenaze? Ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüğüm tarumar? Neylersin ölüm herkesin başında. Uyudun uyanamadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında bir namazlık saltanatın olacak. Taht misali o musalla taşında. Благодарам да слушате. Благодариме многу. Некогаш не е потребно да разбереме, но преку интерпретацијата ја чувствуваме емоцијата. Прекрасна рецитација, секоја чест. Многу благодараме и јас благодарам догај покнаки даки убаво организацијата и му благодарам вашата наставник да го кажувате дека имаме такава организација, да го почитаме некои песници. Прекрасно.
Ако сакате, имам така да пишувам нека кратко информација на песната. Може да Може секако, повели. Благодарам. Кратка содржина на 35 годишна песна. Поетот раскажува и филолозива теми, затворени сложбени метафори. Раскажува на секојдневниот живот како што е радоста, грижа, љубовта и смртта. Бидејќи нема религиозен или мистичен аспект, Недија може да ги промени мислата, неа смртта и прифати смртата како судбина. Ова мисла секогаш го променува негови ум. Поетот бил загрижен да 35 години. Не може да ги проудува дека неговото зрчкото ги напределно или неговото лице. Мисли дека огледувањето му се не пратува која гледа. Поетот кој фатен, комплексиран стар и 35 години наставнига дека нема да биде весел и ќе биде напретен старец. Данте Алигиери ги опишал својата вожеска комедија и најдавниот приказни се најдов тема и усте смее патот на животот. Искористите Данте Алигиери го замел информацијата и го пишал низе убаво 35 годишна песната. Благодариме, Онур. Благодариме. Ми помогна и да разбереме за што станува збор. Инаку лично јас сум голем почитувач на турската поезија и нормално ја читам на македонски за да можам да ја разберам, но ете ти преку рецитацијата ни ја долови и на турски јазик. Благодариме. И сега може би почесто слушаме турски, слушаме албански, слушаме ромски, но многу ретко имаме можност да слушнеме кинески јазик. Замислете, вечерва ќе имаме и таа можност. Да чуеме песни на кинески јазик. Прво ја слушаме Василиса Радева под менторство на наставничката Светлана Карафилкова од основното училиште Круме Кепески од Скопје. Ајде да ја чуеме Василиса. Василиса денеска не е тука и сега мајка учи. Василиса не е тука? Не. Значи ти си Магдалена, така? Ајде Магдалена да те чуе. Сега мајка ми ќе чита. Ова е кинеска песна, кратка е, ама убава. Ајде да ја чуе. 出生像整个白马浮里水，红尘波金波。 Ете, во основното училиште Круме Кепески се изучува и кинески јазик, така? Да. Да. И тешко ти беше ти да ја научиш оваа песна? Не. Еве ние ако се договориме да дојдеме, ќе ни помогнеш да ја научиме оваа песна? Ти благодариме. Натаму односно кога веќе сме нели кај Круме Кепески, мора да кажеме дека тој е особено важен за македонскиот јазик, особено важен токму заради неговото авторство на првата граматика на македонскиот јазик и еве среќни сме што вечерва имаме представничка од тоа училиште. Инаку ретко кој знае дека тој има голем удел и во создавањето и пишувањето на граматиката и на ромски јазик. И затоа сега ќе слушнеме песна на ромски јазик од Салија Шабан под менторство на наставничката Ана Костадиновска од училиштето Чајп Јусуф од Скопје. Ајде, Салија, повели. Добра вечер. Добро вечер. Дур тута. Канира дела од Савало, хабе камлие мирие. Ме гнде дур на говена
i vendeske, dure, januareskiri, panda garaveani mireli prania, kotire, tate kaka, kamlie mirie, koakala lungi vendeskire rakya, kosuno chingaravatot. Atu, dromar, tire sunea jikana, mandi ven tagarinela, mire bishaldeja zjake, mire bivakerde paske. Благодариме. И тука ја имаме и Сумеја Джеладин. Ајде да ја чуеме Сумеја. Добра вечер од мене. Добра вечер. Јас сум Сумеја Джеладин, трета година од средното училиште Шајб Јусуф и сега ќе читам Јусуф, кодификацијата Круме Кепевски со Шајб Јусуф ја има направено на румски јазик. Ете и значи да, прекрасно, благодарам што споделите. Ајде да ја чуеме Сумеја, повели. Пред се да ве запознавам со авторот. Авторот е Азис Селим, роден е 1950 година во Република Северна Македонија. Основното и средното го завршил во Скопје. И чисто информативно, тој ми е дедо и чест ми е негова поезија да читам. Прекрасно, почестени сме што ќе имаме таа можност. Повели Сумеја. Хајде, амалате ова. Хајде, амалате ова. Ме котаро Балкани, а ту котари Европа. А шајлите ова. Пур дурутни, упрам мануш мангела. Очоролипето локјарел, кодрома мате овел. Ајде цитут, ма одвојту. Лате на не живдипе. Од живдипа тамо ки бути. Когда те дика, ту со ровеа тај динари родеа. Ја пале месо улум. Друматало, печалбари паро. Маровен, тумен ја кјален. Мароден састипе, саде ваверенги. Роден коркори туменги, шукари пете ова бахтале. Терумингевен о пуркја, котар обара, котар окашта, котар осастрна, кони тен амангел менде. Хемо се мафуира, те ачон, те сикавен пумаре боe. Лоли, жуто, чајрали. Тај ате, тен аманген. Сар мангаја девлеске, те ова мануша коркори аменге. Амала те ова. Инаку, песната има мотив за ромите, каде што се малце попонижени и ги знаат на друг начин и тука дедо ми сака да објасни и сака сите да се дружиме, без разлика на нација, боја, вера. Тоа е мотивот на песната. Благодариме многу, навистина беше прекрасно да те слушаме, но и фала ти што ни ја доближи пораката. Токму тоа е и целта на јазиците, да не зближува и да ги отвори нашите срца, бидејќи сите сме жители на овој свет и навистина е безсмислено да се делиме на било кој начин. Така е. Благодариме уште еднаш. Дукаѓин Јешари ни доаѓа од училиштето на Инфрашери од Куманово. Негова менторка е Фросина Додевска и од него ќе слушнеме песна на албански јазик. Поверете. Дали ме слушате? Да, те слушаме. Може малку погласно, ако можеш? Да. Повери. Здраво, јас сум Дукаѓин Јашари. Учам во основното училиште на Инфрашери од Куманово. И сум 8 оделение. Ќе ја рецитирам песната Мама од албанскиот поет Алекс Ставри Дренова. Аздрени. Мама, фјале букур, фјале шен, тел земјас ќе ти галон. Ska në bot, gjë më e shtrejt, ska si mëmë kur kujton. Mama, fryj me lartë, rrejze drite yll qelor, plot mëshirë e mall të zjarë, ëngjëllëroje madhe shtor. Që nga gjitë e saj të klirë, vilet jeta pa shtërrim, që nga zemër e saj kam birë, dashuri dhe mallëqim. Si nërkaz dhe përpojtje, veç një mënd të larton, sa ka fryme, sa ka rojtje, mendjes kus të haron.
Shtarëzik orin të ruan, bëm detyrë si luftar, si dëshmor i heqe huan, për të zemrës saj mesar. Kur sti vlerën e një mëme, është pandjenjë e shpirt mizor. Birë skëtere e frym nëme, është i vitës tradhtor. Motiv i besnatara e majka. Авторот користи метафора, как мајката е како звезда, сончев зрак, најубава збор, ангели и сето околу. Ти благодариме многу. Благодариме и на твојата менторка и на твоето училиште, што се вклучи во оваа наша онлайн дружба. Училиштето домаќин Климент Охридски си има своја представничка. Тоа е младата рецитаторка Деспина Пурдеска и доаѓа од основно училиште Климент Охридски и ќе ни се представи со една убава песна што јас имав прилика да ја слушам, а сега ќе ја слушнете и ви. Повели Деспина. Михаела? Се извинувам. Се извинувам. Повели Михаела Пурдеска, ја слушаме. Добра вечер, јас сум Михаела Пурдеска, 6-то одделение од училиштето Климент Охридски во Прилеп. Ненад Џамбазов е поет за деца. Тој пишува ведро и весел. Неговите песни се полни со хумор. Ние избравме песната Девојче, во која се раскажува за едно девојче кое расме и станува девојка. Девојче. До вчера, што се вели, лижаше лижавчиња и карамели. На куклата фустани шиеш, ја хранеш, лице и миеш. Се возеше на тротинет, извалкана на лицето со сладолед, со чоколадо или мармалад, не сакаше да се бања во када. Играше до доцна ени мени сени, но наеднаш се смени. Не можеше да се препознае ни сама, поголема стана од мама. И додека чекори вита и млада, преполни се балконите како на парада. Се отварат прозорците од секоја зграда. А едно момче, и тоа до вчера што се вели, ја следеше со погледи брели. Благодарам. Благодариме и ние, Михаела. Убава песна и убаво изрецитирана. Јас се сеќавам кога Ненад Џамбазов доаѓаше по прилепските училишта како автор. Тогаш беа многу почести средбите со автори и верувале или не, уште во прво одделение кога дојде, паметам една песна што уште тогаш ми ја кажа на часот и ја паметам до ден денес. Така што убави се спомените кога авторите доаѓаат и се дружат со децата. Тоа се незаборавни мигови кои кај многу деца можат да поттикнат желба за творештво, да го развијат талентот и да ја развијат желбата за читање. Во соседна Србија многу често има такви средби. Контактирам со многу автори од Србија и навистина нивната книжевна за сцена за деца е богата, па се надевам дека и ние малку повеќе ќе се потрудиме во тој поглед. Влашки јазик исто така немаме прилика многу често да слушаме, но благодарение на наставниците, благодарение на училиштата каде се уште се изучува, затоа имаме и влашка заедница во Македонија, се уште се негува влашката култура, влашкиот фолклор кој е многу богат и секако влашкиот јазик. Ја имаме Ивана Колчаковска од основното училиште Никола Карев од Крушево, а нејзина менторка е Надица Нане. И ќе слушнеме песна на влашки јазик. Повели. Добра вечер, јас сум Ивана Колчаковска, ученичка во 9-то одделение во основното училиште Никола Карев во Крушево. Мојот ментор е наставничката Надица Нане.
Песната, односно поезијата која денеска ќе ја читам, се пренесувала од колено на колено усно, така што не го знаеме авторот. Незиниот наслов е Фламбура Ностра, што во превод значи нашето знаме. Сколул бушлу шинутија спаре, Фламбура Ностра дорија сте маре. Фламбура Ностра на стрига хај, троро туполим снедоцим лај. Нуаш чапто алто ти ной си збата, Патрида Ностра ди ноја шкапта. Патрида Ностра на стрига хај, троро туполим снедоцим лај. Врем савем лукроти туц, мабу на бана снуај бъргуц. Мабу на бана савем хај, троро туполим снедоцим лај. Благодарам. Благодариме и ние. Додека се случува се тоа, се чувствувам веќе многу побогато и после ќе каже наставничката организатор дека ги прифаќам овие работи безпоговорно, па да. Кога после ваквите средби се чувствувам побогат и навистина духовно нахранет, секогаш одговорот ќе биде да. Сега, повторно на албански јазик, ќе чуеме една песна од Исмаил Кадаре. Исмаил Кадаре е автор на познатото дело Генералот на мртвата војска, особено силна прозна книга. Денес Насир Зимбери е со нас, негов ментор е Мејрем Кадриу од училиштето Панче Караѓозов од Скопје. Да ја чуеме песната на Исмаил Кадаре. Повели. Добро вечер на сите. Јас сум Насир Зумбери, доаѓам од Скопје и доаѓам од средното медицинско училиште Панче Караѓозов и поезијата што ќе го читам денеска е од Исмаил Кадари. Сега нешто сакам да кажам за писателот, а после ќе го читам поезијата. Исмаил Кадари, еден од најпознатите и најпочитуваните писатели на албанската литература, е роден на 28 јануари 1936 година во Џирокастро, мало градче на југот на Албанија. Неговиот живот и неговата дела даваат посебна светлина на историјата и културата на Албанија и на Балканот воопшто. Кадаре израснал во средина под влијание на традициите и историјата на неговиот роден град Џирокастро, кој има богато културно и историско наследство. Ова влијаело на неговите списи, каде темите како што се историјата, традицијата и социјалните конфликти се појавуваат како елементи што се повторуваат. Неговите дела допреа до широка меѓународна публика и се преведени на многу странски јазици, што го прави еден од најпопуларните писатели на светската литература. И општо земено делата на Исмаил Кадари се познати по нивната длабочина, символичка и длабоко чувство за националнот идентитет и историјата на Албанија. Сега и поезијата. Се вика Мал. Мал. Sa pika shiuron biqelq, për ty unë befas ndjeva mal. Jetojmë të dy një qytet dhe roll shihemi sa roll. Edhe mu duk pak e çuditshme, si erdh kjo vjesht ky mëngjes, qiejt e grysur pa lejlek dhe shirat pa ylber në mes. Dhe thënja e vjetër e Heraklitit, se që mu kujtua sot për dreq, të zgjuarit janë bashk në botë, kurse të fjeturit janë veç. Në qëndër kemi rënë kaq keq, që sot s'po zgjohemi në vallë, sa pika shiuron biqelq, dhe unë për ty se që ndjeva mal.
Оваа поезија се зборува за љубовта, конкретно за копнеш за љубов, да кажеме. Ти благодариме многу што на убав начин го заокружи ова наше поетско онлайн дружење во чест на мајчиниот јазик. Слушнавме многу мајчини јазици, затоа велиме мајчин јазик. Мајката не задојува со млекото и не задојува со првите зборови. И затоа тој јазик е мајчин јазик. Ако не го почитуваме мајчиниот јазик, ние не ги почитуваме ни своите мајки, ни своите родители. Ова наше поетско дружење ќе го заокружам со една моја песна, се вика Дарувај извору и е посветена на изворот Студенчица, изворот од кој пијат Кичево, Крушево, Долнени, Прилеп, значи извор кој напојува многу жедни усти. Филип, само пред да не заокружиш, може би некој сака нешто да каже. Како јас, например, полна сум со емоции. Извини, јас сакам многу да чујам песната, ама таа сакам да биде на самиот крај, за да се одјавиме. Ви благодарам на сите многу. Прекрасно беше се, дечињата се навистина, мислам, ова што го слушнав, дели не разбрав, ама ги гледав емоциите и нивната желба да учествуваат, навистина дава надеж и за оваа земја и за тоа колку ние можеме да покажеме дека заедно можеме совршено да функционираме. Би сакала, Филип, пак тебе ќе ти го дадам зборот, ако некој од менторите што е тука, може и од самите учесници, сакаат нешто кратко да ни споделат, да ни кажат, може да ги чуеме, да се вклучат. Добро вечер во Македонија. Добро вечер. Добро вечер. Било е многу лепо, морал сам то да кажем. Павла е казала песму, па нешто да кажем о песнику и зашто смо одабрали ову песму која се иначе ради у 6. разреду, Павла и јас смо 5. Радили смо неку priču Stevana Rajičkovića i onda dok sam im pričao o pesniku i pripovedaču, oni su poželili da nešto čuju još, pa smo došli do ove pesme koja se nekako nametnula i za ovu priliku kao jedan ditjeran gleb i pozdrav za sve vas na toliko jezika i baš smo uživali i nadamo se da ste i vi uživali. I hvala svima. Ви благодариме многу. Да, благодариме. Богатство е да се чујат вакви, мислам, убави зборови и толку јазици на едно место. Да, сите сме повеќе за комуникацијата во живо, но еве, пак да не беше оваа технологија, вечерва немаше да бидеме заедно на овој начин. Наставничке, да не добијам неоправдан... Јас сум наставничката. Да. Не има повеќе наставнички, па сега не знам на кого се обраќаш. Малку сме страмежливи, ама добро, не мора и да се вклучиме со говор, доволно што сме тука со камерите и со нашето присуство. Мислам дека е време за твојата песна. Ако доколку некој не мисли дека нешто уште сака да ни каже, да сподели со нас. Да, таа песна ретко ја читам, ама не знам, мислам дека за оваа прилика е соодветна. Мајка ми додека ме доела, од тебе вода пиела. Од тебе ја испив првата голтка вода, првата капка живототворна. Со твојата вода ми ги миеа издрасканите колена и секогаш те имав. Да ги полевам цвеќињата, да ја прскам улицата, да ја разладувам квечерината, да ги освежувам зеленилата.
кога земјата измрзна, кога ти секна, кога се желнееше за твојата снежница, тогаш учевме. Тогаш моќта ти ја узнававме. Разбрав тогаш кој си. Во мигов пред тебе стојам, клекнувам на колена, те бакнувам на површината, тебе, сину на бистра. Пени, плени, издржи ги сушите, напој ги душите, не престанувај, помоќен станувај. Лековити ти се капките, лековите шумот твој. Дарувај вода извору, за мене, за родот мој. Ви благодарам. Мене Филип. ми беше навистина задоволство да се дружам со сите вас и искрено се надевам дека ќе имам можност и во живо да ве запознам и заедно да споделиме убави емоции и убави зборови. Благодарам на училиштето Климент Охридски, на наставничката Јулијана за ангажманот и за поканата и ви посакувам добро здравје и чувајте го зборот добро врзан, како што вели Конески, оти тој е како коњ што умее да каса, да клоца и ако го пуштиме така разударен по ливадите, кој знае која луда глава ќе посака да го јава. Чувајте го зборот и негувајте го мајчиниот јазик. И благодарам, Филип. И ви благодарам уште еднаш на сите. Се надевам дека убаво си поминавте и не прекинуваме тука, ќе смислиме уште нешто. Ако не добиеме средства, вака се дружиме, ако најдеме средства, се дружиме во живо. Убава вечер на сите. Поздрав.